Да, токму така ване се уште течат подготовките за вечерашната традиционална изложба на учениците од 1 до 4 година во учебната 2024-2025 година. Почетокот е 21 часот овде во галеријата на Средното уметничко училиште Лазар Личановски во Скопје, а заедно со нас утрово е директорот Димитар Филиповски. Директоре, како сте ова утро и како течат подготовките за денешната изложба? Добро утро. Подготовките течат, се разбира, забрзано и би рекол крајно професионално, бидејќи веќе сме многу искусни во организирање на оваа изложба, така што без некои поголеми проблеми. Какви дела ќе имаат можност да видат посетителите на вечерашната изложба овде во вашето училиште? Како и секоја година, веќе десетина години, значи во рамките на целото училиште, не само во рамките на галеријата, ние ги изложуваме скоро сите медиуми, значи кои што учениците ги изучуваат во текот на школувањето, покрај слики, нели, графики, скулптури, керамики, цртежи, актови, фотографии. Ке има изложено и дела од ние ги викаме заедничко стручни предмети, значи од типот на типографија, перспектива и така натаму. Ке има во едно мини кино во кое што ќе бидат прикажани филмови од предметот видео и звук. Ке имаме модна ревија, традиционално веќе секоја година. И мислам дека богата ќе биде програмата и посетителите, како и секој пат во голема бројка, значи многубројни, ќе бидат задоволни. И музички настап на групата Breakdown. Кажете ми како течеше целата селекција, целиот процес, кои дела ќе бидат вечерва овде изложени и дали учениците твореа на зададена тема или темата беше слободна? Па добро, темите, повеќе теми се, не е само една. Темите се во рамките на годишниот план за работа, секој професор по својот предмет, значи, опфатени се многу теми, а што се однесува до селекцијата секако дека се врши секој професор автономно во рамките на својот предмет. На тој начин се поставени сите дела во училишните ателјеа низ целото школо, а овде, каде што стоиме во моментот, во оваа школска галерија, се опфатени само матурантите. Годинава славите 81 година од постоењето на ова училиште. Зошто Лазар Личановски е важно училиште и за државата, но и за целата уметничка заедница? Затоа што Лазар Личиновски, тоест Средното уметничко училиште, е расадник на кадри од ликовната уметност. Ова е инкубаторот, овде се определуваат, се формираат идните ликовни уметници. Што се однесува до веќе 81 година постоење на училиштето, значи формирани сме 1 декември 44-та, всушност првата генерација завршила 45-та. Така што, 80-81 година, тоа е сепак долг период. Од ова училиште се изнедриле и искочиле многу, би рекол, големи, ултраголеми имиња на македонската култура. Така, 9 децении воопшто не се мал период. Како гледате на секој еден уметник што излегува од ова училиште? Какви квалитети треба да носи со себе? Знаете како, не само што Средно уметничко е училиште, тоа е и еден вид на би рекол, училиште кое што ги учи за работите во животот, за тоа како да бидат подобри, како да бидат поинтелектуални, како повеќе да слушаат и создаваат музика, да се пробаат во други сфери на уметноста, значи да се дојде до еден комплетен интелектуалец, еден уметник кој што ќе биде и технички и интелектуално подкован и подготвен за
предизвиците во животот, значи да им дадеме еден занает, да им дадеме еден почеток, еден убав правец, за да подоцна кога ќе излезат тие деца од ово училиште, да може на факултет својата, нели, опредалба да ја унапредат и да стекнат повеќе знаење. Директоре, во 2013 година училиштето работи по нов наставен план, кога беа додадени одсек мултимедија, предметите видео и звук, анимација, дигитална уметност, медиски форми и фотографија. Колку овој план помогна училиштето да стане се повеќе популарно и младите да сакаат да учат во вашето училиште? Многу. Значи, ние до 2013 можеби ќе звучи парадоксално, меѓутоа во средното уметничко училиште немаше предмет фотографија. Ние дури 2013 успеавме со тогашниот министер и тогашната структура на Бирото за развој да воведеме нов наставен план кој што ќе опфати предмет фотографија, но и нова наставна насока, тоа е мултимедијата, односно мултимедиски дизајнери кои што ќе произлезат. Знаете како? Мора да живееме во тек со времето. Значи, сите знаеме светот дека отиде многу напред, многу технологијата се промени, некои работи се заборавија, некои работи нови се појавија, како алатки и слично, и нови медиуми се отворија, така што ние мора да бидеме во тек со времето и многу сум горд, и не само јас, и моите колеги, што од тоа ново подрачје мултимедија ние имаме денеска фантастични млади луѓе кои што работат во полето на телевизиската продукција, кои што работат во полето на кинематографијата и во полето на гейминг индустрија. Директоре, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утро во Македонија на утро. Ви посакуваме вечерва да имате успешна изложба и една покана до нашите гледачи 21 часот во галеријата на Средното уметничко училиште Лазар Личановски во Скопје. Ване?